Македонија денеска го празнува 11 октомври, денот на народното востание, 80 години од почетокот на Народно-ослободителната војна и за окружувањето на раѓањето на македонската држава. На 12 октомври 1941 година од Менкова колиба тргнал карадачкиот партизански одред во борба против фашизмот, а истиот ден во областа Студена вода бил формиран и Кумановскиот козјачки одред. При првите судири со фашистите, овие партизански одреди биле разбиени. Токму на местото каде што лежат костките на близу 500 борци и 8 народни херои од Куманово на спомен Костурница, денеска на свеченото одбележување на празникот, градоначалникот Максим Димитриевски испрати неколку пораки за зачувување на историјата на македонскиот народ. Денес, од кога било порано, е важно да ги знаеме нашите корени, нашите битки, нашата историја, затоа што таа историја е корен на нашиот идентитет, рече во своето обраќање пред присутните Димитриевски. Народот е тој што носи идентитет и никој, ама баш никој, не смее да се игра со тоа прашање. Ако некој сака да избрише дека сме се бореле против бугарскиот фашистички окупатор, тој тогаш историјата или не ја смета за своја, или има некаков друг проблем. Да не бидам погрешно сватен, јас немам против ниту еден народ или нација, најмалку негативни чувства, но имам проблем кога некој се обидува да не представи како дел од друга нација и друга историја. Тогаш секој од нас има право да реагира. И бидете сигурни, ваков случај како нашиот македонски нема никаде во светот. Никаде на друго место не се негира постоењето на еден народ, каде има обиди за менување на историјата и за бришење на делови што на некого не му одговараат. Јас имам проблем со бришењето на зборот бугарски од спомен плочите, бидејќи моето семејство, нашите семејства се бореле против тој окупатор. Јас имам проблем бидејќи никој, ама баш никој од Бугарија досега не се извинил за злоделата што ги направиле во Македонија за времето на Втората светска војна. И тоа по примерот на Германија и нивните канцелари Брандт и Меркел. Туку се обидуваат да ги избришат од историјата. Тоа не може да се случи. Не смееме да дозволиме тоа да се случи. Се боревме за демократија и за неа мора да се бориме и понатаму, бидејќи тоа им го должиме на нашите предци, дополни Димитриевски. А ние, како да ги разочаравме со нашите постапки, како да не знаеме по кој пат да тргнеме, како да сме изгубени помеѓу лукративните сделки и националните интереси. Ако ќе ги споите зборовите сделка и национален интерес во едно, резултатот ќе биде поразителен за сите нас. Затоа сега повеќе од било кога сме пред патоказот по кој пат ќе избереме да чекориме. Оној каде иднината носи сигурност или оној каде иднината носи реприза од минатото. Со полагање на цвеќе на споменикот на паднатите борци, бројни делегации оддадоа почит на загинатите во Нов, представници на кабинетот на председателот на државата, делегација од владата предводена од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, представници на Собранието, АРМ, Сојузот на борците, локалната самоуправа, политички партии, образовни институции, граѓански здруженија.